Друштвото за управување со отпад од текстил Екотекс Груп до Скопје денеска во основното училиште Владо Тасевски во присуство на градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски го промовираше еколошкиот контејнер за собирање, селектирање, рециклирање и преработка, како и отстранување на отпаден текстил на територија на општината. Имено ова овластено друштво за собирање и рециклирање на текстилен отпад ќе постави ваков тип на контејнери во сите 10 основни и сите 4 градинки на територијата на локалната самоуправа. Првиот човек на општината Стефчо Јакимовски истакна дека на овој начин сите граѓани ќе можат да ги одложуваат своите стари и непотребни алишта во овие наменски специјализирани еколошки контејнери, наместо да ги оставаат во класичните контејнери кои се наменети за селекција на ѓубрето, кое се создава во домовите на граѓаните. Јакимовски упати апел до сите карпошани, непотребната облека и сите текстилни материјали кои им зафаќаат простор во домовите, а сакаат да се ослободат од нив, да ги одложуваат во овие специфични и наменски контејнери, за потоа истите преку рециклирање да имаат употребна вредност. Општина Карпош и во иднина ќе работи на изнаоѓање на креативни решенија, со кои ќе се унапреди соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓаните, во подигнување на свеста за селекција и рециклирање на разни видови на отпад, се со цел хигиената и чистотата на територија на општината да биде на завидно ниво, информираат од локалната самоуправа. Во рамки на проектот Илинден Светла општина, општина Илинден интензивно продолжува со поставување на нови линии за улично осветлување во сите населени места низ општината, информираат од општината преку социјалните мрежи. Во август биле поставени нови линии за улично осветлување во вкупна должина од 1700 метри, од кои комплетно осветлен патниот правец Илинден Пуста кула во должина од 1200 метри, крак на улицата 9 во населеното место Кадино во должина од 70 метри, крак на улицата 1 во населеното место Ајватовци во должина од 150 метри, крак на улицата 1 и осветлување пред училиштето во Бунарчик, како и крак на улицата 2 во населеното место Мралино, информираат од општината. Од таму додаваат дека во тек е поставување на дополнителни 2500 метри нови линии за улично осветлување на повеќе улици. Покрај тоа, во наредниот период од таму информираат дека ќе започнат и со реализација на нов проект за улично осветлување на патниот правец Војковци Мршевци, каде ќе бидат поставени нови канделабри со лет осветлување во должина од околу 400 метри. Од општината велат дека во наредниот период ќе продолжат со поставување на улично осветлување низ сите населени места. Општина Центар ќе доделува еднократна парична помош за глувонемите лица во Центар. Ова беше договорено на средбата меѓу градоначалникот Горан Герасимовски и представниците на Сојузот на глуви и наглуви Даре Джамбас. На средбата се разговарало за актуелните потреби и предизвици со кои се соочуваат овие лица, како и за можностите за понатамошна поддршка од страна на општината. Како резултат на дискусијата, Герасимовски најави дека општина Центар ќе предвиди еднократна парична помош за глувонемите лица, што ќе се доделува еднаш годишно. Герасимовски истакна дека Центар е една од ретките општини која обезбедува лични асистенти и финансиска поддршка за децата и семејствата кои имаат таква потреба. Од следната година, информираше првиот човек на општината, глувонемите лица ќе добиваат еднократна парична помош. Како општина обезбедивме бесплатен паркинг за глувонемите и ме радува тоа што се задоволни од оваа мерка, истакна Герасимовски. На средбата било договорено во септември да се одржи и нова работна средба, на која дополнително ќе се разгледаат предлози и барања од здруженијата со цел истите да се вградат во програмите на општина Центар. Зоолошка градина Скопје објави дека на 7-годишна возраст почина гибонката Софи. Од институцијата информираат дека пред околу 12 дена кај животното се појавиле симптоми на малаксаност и потешкоти во дишењето. Веднаш биле преземени терапија и лабораториски испитувања од страна на стручен ветеринарен тим. И покрај секојдневното следење и надежите за подобрување, состојбата на Софи нагло се влошила во неделата. Иако биле превземени мерки за реанимација, гибонката не издржала. Од Зоолошката градина Скопје посочуваат дека веднаш е известена Агенцијата за храна и ветеринарство, а живеалиштето на гибоните е дезинфицирано и изолирано од другите животни. Дополнително ќе се извршат испитувања кај останатите единки од групата.
Вакви случаи се појавуваат во зоолошките градини ширум светот. Ова не е изолиран случај само во Скопје, истакнуваат од оваа институција. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски информираше дека завршил асфалтирањето на улицата 1 во населеното место Трубарево. Стефковски на социјалните медиуми истакна дека инвестираат во секое населено место, затоа што веруваат дека сите граѓани заслужуваат подобра инфраструктура. Првиот човек на Газибаба додаде дека досега се асфалтирани и поплочени 170 локални улици во општината.